Остри спротивставености на власта и опозицијата околу потребата за продолжување за уште 5 години за легализација на дивоградбите и законот да важи до 2031 година. Ова решение, кое е донесено уште во 2011 година, се покажа како нефункционално и продуцира нови дивоградби и уште повеќе корупција, истакна координаторот на СДСМ Оливер Спасовски. Факт е дека ако не се смени нешто друго во начинот на урбанистичкото планирање, во законот за градење и така натаму, ние ќе бидеме приморани повторно да се соочуваме со нови дивоградби во државата и ако погледнеме од моментот на престанувањето на рокот за пријавување 2011 година до денеска, повторно имаме илјадници дивоградби кои што се изградија на територијата на државата. Според Реџеп Исмаил од Левица, законот веќе 15 години се изигрува со тоа што се дава една изјава на нотар дека објектот е дивоградба од 2011 година. Со ова законско решение, практично ние го правиме безсмислено кривичното дело бесправно градење. Мислам, зошто постои тако нешто? Дајте тоа да го укинеме и сите нека градат кај сакаат и потоа да ги легализираме. И сега приоритет на ЗЕЛ се дека треба да се продолжи законот за да се долегализираат нелегалните градби и да се изградат уште повеќе нелегални градби и тие да имаат можност пак да аплицираат и се разбира хотелот на Мјалков да може комплетно да се легализира. Власта со став дека целта е граѓаните да не останат со нерешени статуси, а дека законот не дозволува нови дивоградби. Theksohet qartë se zgjatja e afatit nuk krijon mundësi për paraqitjen e kërkesave të reja, pra nuk bëhet fjalë për kërkesa të reja, bëhet fjalë për kërkesa ekzistuese që janë parashtruar deri tani dhe këto kërkesa mund të procedohen edhe për 5 vite të tjera. Pra ka qëllim ekskluzivisht përfundimin e rasteve tashmë të nisura në përputhje me të njëjtin ligj. Малиша Станковиќ од владеачката коалиција сепак признава дека системот во овој дел воопшто не функционира. 15 години подоцна се уште имаме нерешени предмети, 15 години подоцна системот и понатаму не функционира. И повторно, јас се сложувам со колегите кои што го поднеле ова законско решение, ставени во еден правен вакуум, ние мораме да го продолжиме рокот. Јас ги разбирам колегите, јас ќе го поддржам законското решение од таа гледна точка. Меѓутоа, ние мораме да бидеме свесни дека системот во државата не функционира. Системот кој што не функционира до 2011 продолжува да не функционира и понатаму. Прв пат овој закон е донесен во 2011 година, а согласањето за продолжување на рокот за 5 години, односно до 2031 година, законот за легализација на дивоградбите ќе важи 20 години.